го рефлектира овој расчекор, меѓутоа ја рефлектира и состојбата во изминатите неколку години во кои што немавме ние реални поместувања во однос на судството. Ова не е ситуација од вчера. Ова веќе подолг период, ние 2-3 години имаме минимален или немаме напредок во судството. Да, особено по измените во кривичниот законник, кои дополнително ја влошија ситуација. Во комбинација со измените од кривичниот законник, кои што, како што навраќајќи се на ваше прашање во однос на имплементацијата, ја вратија земјата многу чекори наназад, бидејќи клучното нешто што го цени Европската комисија во борбата против корупцијата покрај законската рамка која што ние ја загадивме, контаминиравме дополнително, е досието на постигнување на најчесто во случаи на висока корупција. Тоа е нашата најслаба карика, несомнено, и тоа се следи во сите земји. Ние со тие измени на кривичниот законник, всушност, претходно и специјалното јавно обвинителство многу работи, всушност оневозможивме да имаме било какво справување со корупцијата во случаи од висок профил и поради тоа мислам дека сите треба да си признаеме дека не треба да не изненади оценката во правосудството и борбата против корупцијата.